Дали кошаркарскиот клуб Радовиш ќе стане прволигаш и како дојде до идејата за соработка со Бекотек? Па вака, тоа е еден позитивен сигнал, една позитивна информација која што еве за прв пат ќе ја споделиме со нашите сограѓани, со љубителите на спортот. Да конечно еве еден посериозен приватен стопанственик пројавува интерес да помогне на спортот во Радовиш, да инвестира и одредени средства секако за да еве заеднички го постигнеме целта за да Радовиш од наредната надпреварувачка сезона има прволигаш во делот на кошарката, односно кошаркарскиот клуб Радовиш избори пласман во првата лига на надпреварување во Република Македонија. Јас сум пријатно и позитивно изненаден од желбата на собственикот на конфекцијата Ноел да дојде во Радовиш и да инвестира во нашиот клуб, односно да ја воспоставиме таа долгорочна соработка, јас би рекол, сигурно ги има согледано сите тие чекори кои што ние од 2013 година па до денес ги правиме во делот на спортот, во делот на создавањето на услови во спортот, во делот на инвестициите во спортската инфраструктура и секако поддршката која што ја даваме на спортските клубови и на ракометниот клуб, и на фудбалскиот клуб, и на борачкиот клуб, и на кошаркарскиот клуб, и на се што значи спортска екипа во Радовиш, и се надевам дека еве таа наша сериозност ја има согледано овој стопанственик и еве со заеднички сили ќе се избориме, односно ќе се потрудиме да се избориме да ја оствариме целта да бидеме да избориме пласман во првата кошаркарска лига на Република Македонија, но уште позначено е тоа што еве со последните измени на законот за спорт дава дополнителен мотив и секако мислам дека еве чекорот кој што го прави овој стопанственик во делот на инвестиции во кошаркарскиот клуб ќе го следат и многу наши локални стопанственици за да можат еве во делот на средствата од данокот на добивка да можат да вложат во активностите на нашите спортски клубови, но за тоа еве дополнително ние како општина имаме стратегија за да еве поразговараме со нашите стопанственици кои што екзистираат на нашата територија, да ги објасниме придобивките во делот на законот, измените на законот за спорт, за да можеме еве заеднички дополнително да допринесеме за позитивни чекори во спортот, секако и за дополнителни подобри резултати на нашите спортисти и спортски клубови.